Јас во наредните 20 на минути ќе се обидам да ви понудам еден релативно редок, да кажем, разговор за македонски медиумски прилики, бидејќи овдека се уште многу ретко се разговара за она што е суштината на нашето и формално сега членство во НАТО, иако сме ние со НАТО врзани прилично број години наназад, а особено во пресред на она што НАТО ќе го прави на крајот од јуни, бидејќи на крајот на 29 и 30 јуни следува редовниот самит на НАТО во Мадрид и на тој самит после подолго време, после 12 на години, ќе се усвојува нов стратегиски концепт. Тоа е клучниот документ на НАТО во кој што се вклучени не само ревизија на вредносниот систем за кој што се залага НАТО, туку и на конкретни стратегиски ориентации во рамките на некакви, таа е пред се одбранбена алијанса, но во рамките на предизвиците кои што стојат во областа на, се разбира, безбедноста и она се што значи водење на модерни безбедности политики. За таа цел, јас го замолив генералот Мирослав Стојановски, генерал подполковник, додуша во пензија, ама знаете какво е генерал, како и амбасадорите, еднаш амбасадор, еднаш генерал, цел живот генерал. Вие бевте да подсетам само начинот на генералштабот на македонската армија од 2005 до 2011, а потоа бевте и наш висок представник во рамките на безбедносната алијанса на НАТО и на Европската унија во Брисел повеќе години. Не бевте Не. Добро, во биографијата да знаете дека и тоа ви пишува. Може би е грешка, ама јас кога се подсеќав, вели, добро, еве, во 2013 бевте аташе. До 2015 бев во активна воена служба, меѓутоа по напуштањето на должноста начелник на генералштабот 4 години бев советник на министерот. Аташе во македонската мисија во НАТО и Европска унија. Тоа ви пишува во биографијата, не ваша, на Википедија. Занимливо. Парем тоа да ги справим. Генерале, вие бевте началник кога во Лисабон се усвои началник генералштабот, кога во Лисабон се усвои претходната 2010 година стратегискиот концепт. Тоа НАТО од 2010 година и ова НАТО од 2022 година се две различни организации во смисла на предизвиците. Во тој концепт јас нешто и паметам и така натаму, таму Русија се уште се сметаше за потенцијален и активен соработник во безбедностни политики. Таму Кина не се ни спомнуваше за некаков голем глобален предизвик во безбедносна смисла. А да не кажем дека и технолошкиот развој, добро, технологијата е секогаш важен дел од безбедните системи, таа секогаш постоела, но отиде за овие 12 години на нивоа кои што во безбедносна смисла се уште како, да кажем, потентни за да бидат дел од целата оваа машинерија. Како би ги споредиле предизвиците од 2010 година, од последниот безбедносен стратегиски концепт на НАТО и ова сега што ќе се усвојува во Мадрид? Само да кажем дека е тоа една иницијатива на минатогодишниот Бриселски самит на НАТО, каде што се даде задача на Јенс Столтенберг да подготви нов стратегиски концепт. НАТО тоа го прави отприлike на 10 на години, ги обновува своите концепти. Првим да ви се заблагодарам за поканата да учествувам во вашата програма и да ги поздравам сите оние кои не пратат преку вашиот медиум. Широка тема за разговор. Веројатно нема да можеме во тие 20 минути да кажеме се што заслужува внимание, меѓутоа ќе ве превзема потоа колегиви од вечерните програми, таму ќе ве меѓутоа ќе се обидам во најкратки можни црти со еден прифатлив речник, каде што нема да користам многу воена терминологија, за да биде достапно и да можат гледачи, односно да тие што не следат, да можат да разберат за што се работи. Вие веќе кажавте дека стратегискиот концепт е клучен документ во алијансата. НАТО само по себе е сојуз кој што води грижа за безбедноста, односно за слободата и безбедноста на земјите членки на алијансата. И постои уште една општа дефиниција за тоа што е НАТО, а тоа е дека е заедница на вредности, каде што се негуваат 4 принципи кои се неопходно да бидат исполнети за да барате полноправно членство во НАТО. Тоа е индивидуалната слобода, тоа е демократијата,
тоа се човековите права и владењето на правото. Во право сте кога констатирате дека периодот пред донесувањето на стратегискиот концепт во 2010 година и после него се периоди со различни карактеристики, посебно кога зборуваме за областа на безбедноста, од причини што и НАТО е политичко безбедносен сојуз. Па и тоа прашање најмногу и се третира. Не само што е најзначајниот документ, туку е тоа и водич за тоа како Алијансата ќе се соочува со новите предизвици, кои средства ќе ги користи во извршувањето на мисиите и задачите и како ќе се развива како политички и воен сојуз во наредниот период. Да подсетам дека во историјата на НАТО се донесени неколку стратегиски концепти кои обележуваат одредени периоди во развојот на Алијансата, почнувајќи од 49 година преку 52, 57, 68. Она што е карактеристично за редните концепти е тоа дека тие стануваат транспарентни во одреден дел и не се класифициран документ. Таму каде што НАТО ја задржува доверливоста е во стратегиските насоки кои прозлегуваат од стратегискиот концепт. Периодот од 2010 година, односно пред 2010 година, затоа што концептот е пишуван врз основа на одредени искуства од претходниот период и предвидување на предизвиците во наредниот период. Она што е карактеристично за тој период е тоа дека имаме релативно мал број на предизвикани инциденти кои во глобални рамки ја нарушуваат безбедноста. Значи, збориме до 2010 година. Алијансата го проширува своето влијание и можем да кажем и својот поредок во Источна Европа, посебно со проширувањето од 2004 година, каде што еден добар број земји од просторот кој припаѓаше на поранешниот Варшавски пакт, Чешка, Словачка, Полска и така натаму, ако не се Балтичките држави, Полска, држави, Бугарија и Романија. Така, И во следното проширување 2009 година Хрватска и Албанија. Така. Така да се помести границата кон исток, во таквите околности, во таков поредок, имаше предпоставка дека Русија и одредени земји од Источна Европа ќе најдат свое место во тој поредок. Следно, Соединените Американски држави ги одржуваат тесните врски со Европа и на некој начин представуваат европска сила на европско тло. И последната констатација што беше е дека Кина, малку подзаборавена, продолжува да се развива како воена регионална сила и да обстојува како независен субјект во меѓународниот систем. Ке видиме подосна дека оваквите проценки во суштина биле застарени и како што ќе констатира еден од аналитичарите, жалосно запоставени од страна на НАТО заради се она што се случува после 2010 година. Тој стратегиски самит 2010 година е одржан под мотото активно ангажирање, модерна одбрана и дефинира 3 мисии на НАТО. Прво е колективната одбрана, согласно членот 5, кризниот менеджмент како нова појавена мисија надвор од членот 5 и третата е кооперативната безбедност. Нема да имаме многу време за да се навраќаме на овој период допред овој самит во Мадрид, бидејќи, како што и сами одвелите, драматично се променети околностите. Во новиот стратегиски концепт, според најавите, НАТО ќе се обиде да најде одговор прво на целото свое источно крило, кое што веќе сега граничи со во актуелниот момент во голема европска војна, и со една прилично агресивна Русија, која што во изминатата деценија, особено во последниве години, покажува амбиции да возобновува територијални, империјални некакви
Кина сосема, НАТО е Европска алијанса пред се, но таа е нели трансатлантска. Кина не е првиот, да кажем, конфронтирачки евентуален непријател под наводници така, но во новиот концепт и Кина мора да се земе предвид. Што ќе биде всушност новините во овој концепт сега што ќе се усвојува? Значи, настанува една нова безбедносна реалност. Стабилноста е сериозно нарушена и непосредно туку, просто кажано, после донесувањето на тој концепт во 2014 година ние веќе имаме анексија на Крим и избувнување на судир помеѓу сепаратистите од една страна, руско население во Украина и вооружените сили на Украина од друга страна. Оно што го констатираат НАТО, донесувачите на одлуки, е тоа дека Русија представува сериозно закона веќе за безбедноста во глобални рамки и второто е дека НАТО, користејќи ги сите знаења, алатки, мора да изнајде начин за изградба на одбранбен и уште една карактеристика, а тоа е да ги превентивно да влие на тоа да нема можност за проширување на воениот судир. Така. Зошто е ова така? Од причини што Путин испраќа 3 јасни пораки. Првата е дека цврстата и јаката моќ со потреба на воена сила е веќе применета во овој судир помеѓу Русија и Украина. Второто е дека се уште постои опасност од насилна промена на државните граници, односно нападот на интегритетот на одредени држави, како во овој случај со Украина. И третото, дека Русија е заинтересирана да го прошири полето на интерес со влијание на критичните општествени функции во демократските држави. Значи не само воено, туку ова Со што се сите нарекува средства. хибридно и така натаму. Генерале, да ве прашам, на почетокот на овој конфликт во Украина од пред 3-4 месеци, зададените цели на Русија кои што требаше да бидат брзо освојување територии, симнување на таму Зеленски и така натаму, тоа се распадна. Сега веќе тоа се претвара во една старовремска, да кажем, под наводници фронтална, еден фронт од 100 километри, се пукаат од двете страни, русите веќе контролираат 20-25% територијата и така натаму. Колку е Русија всушност, говорам во класична смисла, во, значи не со нуклеарно оружје, биѓи таа опција секогаш останува како една далечна можност, која е реална, но која што е сепак прилично ограничена. Колку е Русија во конвенционална смисла, особено после ова исцрпување во војната со Украина, реална закана за НАТО алијансата? Без оглед на се што се случува, зборуваме за операција која има ограничена цел. Ограничена цел во смисол за вземање на територијата каде што живее руско население и нивна анексија и приклучување кон Руската Федерација. По многу што ова не е само класична операција, заради начинот и употребата на средствата за постигнување на воените цели. Од една страна имате воени операции за вземање на територија, а од друга страна на големо далечина имате уништување на инфраструктурата на Украина, за да се ослабне нивната економска моќ или способност. И за воиднина. Инфраструктурата, значи преку која се врши транспорт на добра, знаете, а и нашите гледачи се надевам дека им е познато дека Украина е една од државите со најголеми богатства на ретки руди и метали. Сето тоа сега е искористено како механизам да се влие на светската економија и ние во суштина ги чувствуваме последиците од сето тоа. Но во конвенционална смисла, колку е Русија закана? Конвенционална смисла, лично моето мислење е дека на крајот на денот судирот нема да ескалира, дека се работи за покажување на мускули, дека имаме размена на сериозни закани, па дури и закани од типот на употреба на нуклеарно оружје,
Тактичко до душа, тоа е Мада оно кога мислам на дека мала површина релативно. Тука кога ќе почне некаква условно кажана нуклеарна војна, тука веќе мислам дека е завршена работата, дека никој нема да има корист од тоа и дека жртвите ќе бидат големи и во делот на човечкиот потенцијал и во делот на инфраструктура на двете страни. Меѓутоа да се навратам на оно што ви беше првото прашање многу кратко. Она што ќе биде тежиште на интересот во новиот стратегиски концепт е на прво место еластичната демократија. Еластична демократија, сега ако ќе кажете, тоа е еден општ појам кој може секој да го толкува на свој начин, меѓутоа мислам дека се однесува на заштитата на демократијата со користење на одредени средства од овие нови хибридни закани. Тероризмот воопшто не треба да се подценува, затоа што е тој во глобални рамки глобална закана. Еве ние пред малку разговаравме со колегата Андониевич како нонстоп јавување во Србија дека има бомби подметнати, ја дестабилизира земјата на најефтин можен начин, значи нема потреба бригада тенкови сега да палите, туку Второто е Кина веќе како предизвик се потенцира, затоа што Кина не е веќе само регионална сила, туку Кина е светска сила. Светска сила заради влијанието кое го остварува во еден друг простор кој ќе биде интерес на НАТО во наредниот период, а тоа е Индиско-пацифичкиот простор. Каде што имате Северна Кореја, каде што имате Кина, каде што имаме долгогодишен судир околу одредени територии помеѓу Русија и Јапонија и така натаму. Да. Следното е односите помеѓу НАТО и Европската унија. Вие добро се сеќавате на изјавите на Доналд Трамп, председателот поранешен на САД и председателот на Франција Макрон, едниот дека односите во НАТО во тој момент беа на најниско можно ниво од формирањето на НАТО, по прашање на посветеноста и поделбата на обврските во рамките на НАТО, а Макрон дека е мртов мозок. Да, ама ако смеам да ова го конкретизираме, Трамп таков како што беше, во суштина им велеше на земите, европските земји членки на НАТО, на Германија, например. Вие ќе купувате ефтина нафта од Русија, нема да купувате поскапа американска нафта и газ, а ние треба да ви ја гарантираме безбедноста со наше вооружување, бази, војници и така натаму. А вие не сакате ни воениот буџет да го зголемите на договорената стапка која што имате проблем едно од најбогатите земји во светот како што е Германија. Добро вика, ние ќе ги повлечеме базите, па се вие повелете трошете за својата безбедност. И тоа сега се случува во овој конфликт. Драматично се промени таа логика и на европските земји во однос на своите буџети за одбрана, способност за одбрана, се гледа дека во магазините можда и нема доволно за некакви подолготрајни конфликти. Е драматична таа промена. Во контекст на ова што го кажевте само една поента. Од 2014 година до 2021 година буџетите на државите земји членки на НАТО се зголемени за повеќе проценти. На Германија дури за 40%. Во овој момент буџетот на НАТО во воениот дел, значи збориме за воениот буџет е 1500 милиарди. Тоа се трилиони, да, тоа е тешко може да се... 1 билион и 500 милиарди. За Америка, како членка на НАТО, има поголем воен буџет од првите 9, односно 10 држави заедно во светот. Тоа се огромни финансиски средства. А Русија во однос на Америка со 65 милиарди евра има 10 пати помал буџет. И ако дозволите многу брзо уште ова, само знам дека времето истекува, ќе биде ставен акцент и на научените лекции од Авганистан, бидејќи се работи за кризен менеджмент и се работи за мисија надвор од членот 5. И последното е контрола на вооружувањето со тежиште на нуклеарното вооружување. Генерал, ве прашам конкретно предпоследното прашање, бидејќи имам прашање последното, сепак и за Македонија ќе биде. Како вие проценувате, вие сте сега во пензија 5-6 години назад и предпоставам дека простор за коментар ви е поголем отколку да седите овдека во униформа представајќи го генералството.
Каква ви е вашата проценка на подготвеността на НАТО? Дали е тој во состојба да ги одбрани целите за кои што во НАТО има 1 милиарда луѓе, кога ќе ги скомбинирате популацијата на сите држави, е ли во состојба воено да се спротистави на закани кои што може да дојдат? Мислам дека треба малку да поразговараме, не многу, малку и за пристрасноста. Меѓутоа знам дека политика на вашиот медиум е да има објективно информирање. Се обидуваме. Пред се со користење на факти. Добро. Ние некако станавме пристрасни за едните или за другите. Тоа предизвикува одредени конфликти помеѓу поединци, општествени групи и така натаму. Овде не се работи за тоа дека ние се ставаме на нечива страна. Ние ги користиме фактите за да покажеме дали некој има предност во нешто, дали подобро ќе изврши својата мисија и така натаму. Јас веќе спомнав, буџетот на НАТО е огромен. НАТО е најуспешната, односно најуспешниот политичко-воен сојуз во историјата на човештвото. Располага со најсофистицирана опрема. Ова што Русија сега го применува во Украина, Соединетите американски држави го применуваа во многу различни на многу различни територии во светот уште пред 20 години, кога никој не знаеше за таква технологија. Јас лично сметам, земајќи ги во предвид фактите, дека Америка заедно со сојузниците по својот воен потенцијал, според квалитетот на технологијата со која располага, дека може да одговори на таквите закани. Ако тоа не е така, мислите дека некој од другите големи сили не би се одлучила да превземе некои поконкретни чекори кои излегуваат од рамките на ова што се случува во Украина. Затоа и реков пред малку, се е мерење на мускули. Меѓутоа факт е дека се зголемува буџетот за потребите на одбраната во сите држави во светот и по прв пат минатата година тоа достигнува повеќе од 2 трилиони евра. Така. Добро, тоа се сега сумите се такви што луѓето не ќе можат да ги концептуализираат, но кога Германија ќе зголеми 0,5 или 1% од војниот буџет, тоа се многу милиарди евра, да не говорам за Америка. Вие сами кажавте, таа има поголем воен буџет од комбинираниот на Кина, Русија и водечките европски земји заедно. Така што тоа сега, ако парите одразуваат некаква војна моќ, можете да замислите. Но не се само парите, туку и моќта во некаква конкретна физичка смисла. Се работи за координација, вие самиот знаете колку е тоа важно. Се покажа дека во војните операции во Украина русите потврдија во овој вид на софистицирани координации, и вие може да имате и стотенка, ако не ги координирате во напад. Се работи за сателитски системи, се работи за разузнавачки системи и така натаму, кои што целата алијанса ја прават. Каде е Македонија, сега ве прашам за крај во целата таа приказна? Овој концепт, и не само концептот, ние сме најмладата членка, но и самиот ме подсетивте пред емисијава, ние имаме долги 2 децении односи со НАТО, не е тоа ништо ново и така. Колку тоа нас ќе не тангира, имаме ли шанса криволак, кој што е важен еден елемент да го ставиме на располагање? Каде ние се наоѓаме во тој нов стратегиски концепт? Како поранешен припадник на армијата, сакам да кажам дека многу ми пречат омаловажувачките коментари од страна на поединци, па дури и на официјални лица кога се работи за припадниците на нашата армија и армијата во целина. Ние уште изгледа не свативме дека сме мала држава која во регионални и глобални рамки нема големо влијание на одредени настани или донесување на одлуки. Нас, што никој не го прифаќа, ни е дадена можност сега, како полноправна членка во НАТО, во рамките на Вашингтонскиот договор, заедно да седиме на маса со нашите сојузници. Дали некој ќе го прифати нашиот предлог или не, или изнесеното мислење, тоа е друга работа. Но на масата сме. Ама ние сме на масата, значи дел од тој клуб на привилегирани нации. Втора работа, долго време и во реформите кај нас, заради застарени сваќања, имавме борба внатре во војната организација, околу тоа како треба да биде проектирана нашата армија. И дека таа проекција треба да се заснова на економската моќ на нашата држава.
не се слагам со тие кои мислат заради тоа што сме мала држава дека ние не сме дале наш придонес. Дадовме огромен придонес и тој придонес што го даде армијата со учество во мисиите на НАТО беше една од главните препораки за нашето полноправно членство во НАТО. Секоја воена организација си има своји проблеми. Меѓутоа јас ќе кажам дека таква каква што е нашата армија, со тој персонал што го имаме, кој е искусен, добро обучен, може би ја нема најдобрата опрема и нема да ја имам уште долго време, заради тоа што го кажав претходно. Па добро, ние не сме Финска. Меѓутоа никаде не сме се посрамотиле кога се работи за наше ангажирање. Па дури кога сме оделе некаде во мисија без опрема, ни била доверена опрема што ја користат многу посовремени армии заради довербата што ја имале во нашата армија. Долги години нашите единици обезбедуваа главната команда во Афганистан. Тоа е голема чест. Некој ќе каже, да, вие сте засолнети и така натаму, меѓутоа имаше и неколку критични напади на таа команда, каде што нашите припадници беа изложени на директна закана. Така да, колку што и даваме на армијата во овој момент, таа е добра. Јас имам обичај да кажам дека нашата армија е човек во тело на дете со ум на возрасен човек. Тоа значи дека ако и дадете повеќе, ќе добиете и подобар квалитет. Така да не треба да се срамиме од нашата армија и треба да бидеме горди на неа. Криволак? Кој е потенцијалот? Криволак е веќе он е промовиран како центар за потребите на НАТО. Вежбовен секако, кој има огромен капацитет. Знаеме дека многу држави откажа на НАТО гостопримство по однос на изведување на одредени вежбовни активности. Нас Криволак ни е една од, како да кажам, од адутите кои ги имаме во ракавот како членка на НАТО. И последната вежба го покажа тоа, каде што Криволак со своите капацитети прими голем број на припадници на армија. Генерале, за крај, ние припаѓаме на јужното крило на НАТО. Ова сега конфронтација која што се случува во Украина сепак го дигна на нозе источното крило на НАТО, кај што се, например, нашите соседи Бугарија и така натаму. Промените што ќе настанат, бидејќи секоја војнува почнува и завршува, таа ќе има многу последици кои нема да завршат со генерации, се разбира од овакви рамки и големи, грандиозни размери. Меѓутоа, ќе заврши и таа војна во Украина, ќе се дојде во некаква догледна иднина до некакво решение, така натаму. Пак ќе ве прашам, за Македонија што се поуките, бидејќи ние овдека сме изложени на разни хибридни закани, меѓу кои гледаме во Бугарија што се случува, една руска поставеност која не е дури ни тектонска, таа не е ни подземна, надземна е, се гледа, можеби дури ова што се случува политички е резултат на падот на оваа влада и така натаму, самите бугари тоа го анализираат. Каде сме ние во таа приказна? Како ви се чини македонската состојба? Јас ви благодарам што се навративте на овој коментар од причини што пропуштив нешто да кажам што е многу битно, а тоа е дека во новиот стратегиски концепт покрај трите претходно споменати мисии се појавува една нова, а тоа е зголемена отпорност на влијанијата спрема критичните општествени функции, ова што и вие го кажавте сега. Русија покажа во изминатиот период дека може со одредени напади, пред се сајбер напади и хакерски напади, да дестабилизира и одредени сериозни државни институции, како што беше во западноевропските држави пред 5 или 6 години, или да влие на изборите во една држава со долгогодишна демократија како што се Соединените Американски држави. Ние и понатаму ќе бидеме изложени на притисоци, на одредени кампањи, на користење на лажни вести. Од тие причини е многу битно да ги препознаеме тие закани и соодветно и да се поставиме кон нив. Ова што се случува и со Бугарија. Мислам дека јас не сум политичар, ќе го изнесам своето лаичко мислење. Многу придонесуваат за тоа овие и овакви закани и влијанија се уште да обстајуваат на овие простори. Со еден многу джентлменски гет можеше да се надмине сето тоа и тие да покажат
дека се членка во НАТО која ги почитува вредностите и НАТО и се бори за целите на НАТО, овака останува во воздухот една дилема. Да, Зашто членка на всушност? НАТО, ама за чиви интереси се работи. Генерал Мирослав Стојановски, морам од тука да ве препуштам на колегите кои имаат подолги термини во вечерни часови, бидејќи 10 минути до 10 е малку и го пробивме терминот. Ви благодарам за оваа анализа. Јас постојано сметам дека е важно луѓе со ваше искуство и со ваш формат да се навратат на овие суштински прашања, бидејќи не само затоа што сме членка на НАТО, и туку затоа што се дел од нашата политичка дебата, а некако се подзаборавени, никој не разговара, а еве до крајот на месецот ќе се воведува нов концепт стратегиски на НАТО. Ви благодарам уште еднаш за Ви благодарам поканата. и на вас.